Да. Утринското будење е ова време кога го реализираме преку онлайн видеокол или секогаш подготвени со нашите соработници, односно можеме да кажеме за Воја веќе дека ние соработни како ги добиваме од него сите најблиското семејство, поврзани и со зоолошката градина во Скопје, но и со вакви теми каква што имаме денеска, а тоа е 25 април или светскиот ден на пингвините. Па си рековме со Марко кој ако не Војо и бевме во право. Војо Иванов ги имаме на линија вака. Војо, препоставувавме и тука бевме во право дека ќе бидеш во зоолошката рано наутро, впрочем веројатно тоа е така секој ден. Добро утро за тебе. Мислам дека е најбавата канцеларија на светот ова кој што тој ја има. Инаку ако го прашаме како голем едукатор долги години и како зоонегувател, кој е вистинскиот императив на Војо Иванов, што би било? Војо, добро утро. Добро утро. Искрен да бидам, последниве неколку години не се идеалните за нашата градина, ама да не почнуваме така. Државата веројатно и ние во слична состојба, но веројатно она што зоолошката градина ќе треба да повторно потсети, како спомнавте и вие едукатор или барем обидите да бидеме така, ќе биде да го славиме животот. Да ги подсетиме луѓето дека сепак постои жив свет околу нас, за кој што ќе треба да се грижиме веројатно подеднакво како и со луѓето и да им се радуваме на сите живи битија секој еден ден. Ние на овој ден ќе се потрудиме да ги подсетиме луѓето дека пингвините кои ги имаме овде, многу често луѓето знаат да речат па стаја во Скопје, пингвини, но пак ќе речем многу малку луѓе знаат дека постојат 16-17 различни видови на пингвини кои што живеат на различни делови на светот. Оние кои што можеби во моментот ги гледате се тие големите King и Empire Penguins кои што 3-4 од нив живеат на така постудени предели, но оваа птица конкретно нашата Humboldt едни пливаат и во базенот, живеат во Чиле и Аргентина, во Јужна Америка и всушност денес зошто го славиме или ги подсетуваме луѓето за Penguin Awareness Day, заради тоа што многу често луѓето, па дури и од Македонија влијаат лошо на светскиот биодиверзитет, конкретно со пингвините, рибарите или мрежите на рибарите се оние на кои што тие најчесто се заглавуваат и гинат, а да не го заборавиме и пластичниот отпад кој што многу голем дел од него, од светскиот отпад, завршува токму во водите или во океаните каде живеат ваквите пингвини. Ние сме горди што веќе трета година овде ги размножуваме овие загрозени видови. Браво. Оваа година имавме две, во моментов од пред некој ден имаме уште едно ново јајце кое што не изненади, Ајше е таква. Изненади пред летото, таман со Маја рековме дека ќе видиме раат ова лето, уште едно јајце и тоа за нас значи нов сурогат период. Хуна матата. И сега се преслушуваме, ти кога ќе одиш на одмор? А ти кога рече дека ќе одиш на одмор? Некој треба да го чува бебето. Некој треба да го чува, да, доенчето. Војо, кога зборуваме за таквото чување или кога има ново јајце, што е оно кое што процедурално, како да речеме, или после тоа треба да се прави, како треба да се негува, како изгледа цел тој процес додека не прекне, како велиме малку, и како понатаму се социализира со останатите пингвинчиња? Во суштина, животните треба сами да се грижат за бебињата. Ние треба да бидеме само shadowing, само како сенка на нивното негување, заради тоа што сепак голем дел од овие животни не биле родители, а од друга страна пак се родени во зоолошки градини, веќе со генерации, и да речеме до некаде тој инстинкт за да бидат така добри родители и не е толку најдобар. Па да речеме, еден од паровите многу добро се грижи за бебињата и успешно ги храни, другиот малце знае да затаи. Тоа е исто, знаете како дома кога чувате расни кучиња, веројатно знаете дека старите ќе рече, има 2-3 кои што и мајката знае дека нема да ги биде, ама ние обично земаме цуцла, ги прихрануваме, се трудиме да ги спасиме, се со една убава цел, но од друга страна таа единка понатаму има големи шанси да биде, за жал, лош родител,
Во нашиот случај, Европската асоциација за зоолошки аквариуми се труди преку таа IP група или која е програма за заштита на ваквите загрозени видови, да ги зачува што повеќе видови, што повеќе единки од овој вид. Па да речеме, некоја статистика вели дека 49, односно сега оваа година веќе 51% од бебињата родени во Европа преживуваат, што сепак се третира за еден успех. Пак ќе речем, ние сме горди што да речеме две бебиња, двете ги изгледавме, минатата година имавме 4 бебиња, 4 ги изгледавме. Тоа е практично 100% од успехот, што можеби себично ќе го препишам на зоонегователите, заради тоа што сепак многу голем дел од животните овде зависат токму од нив, односно од нас. Зоонегователите се тие што се првите на ударот. И ми е драго што имаме опција да воопшто се грижиме, негуваме еден вака убав вид на животно и се надевам дека во иднина ќе се смени нашиот статус и дека ќе го подобриме, заради тоа што пак ќе речем, ако формираме едно вакво убаво јато од животни кои што се ретки, и ние понатаму ќе помогнеме за да се обогати крвната линија, да речеме, на Humboldt пингвини во Европа. Да, како што секој можеби живо битие, дали го кажам, мислам, затоа е едукатор, затоа милина е човек секој пат да те слуша. И да се надеваме дека навистина ќе се смени тоа и дека ќе се даде вистинското значење на тоа кое што навистина го правите, или предност, да речеме, во сето тоа од важно значење, како и што спомена Воја. Да, јас немам никаков проблем. Јас само се надам дека во идна Воја сме го дискутирали и приватно што се вели и вака и јавно пред транспарентно како тема за граѓаните, дека не треба да се чувствуваат инфериорно во присуство на Маја, на Војо, на Тина и сите оние кои што се зоонегователи, затоа што вие точно ја разбирате работата. До едукација секој пат е неопходна кога сме кај пингвините, бидејќи тие се специфични по својата раса и ако не се лажам, некаде имам читано дека постојат повеќе од 15 на вида пингвини кои што се Нов Зеланд, Австралија, Чиле и така натаму. Меѓутоа изгледа сладко и мило, меѓутоа колку што имам прилика да прочитам, вели не судија книгата според корицата, бидејќи и тие си имаат некои своји перформанси на одбрана, знаат секако да се одбранат од екстремниот свет, бидејќи и тие се во екстремни студови и така натаму, мора да бидат да имаат свој одбранен систем. Во овој случај, мислам дека такви перформанси не покажуваат со оглед на тоа дека сте вие таму. Кои се интересни факти, податоци кои што може да ги знаеме за пингвините? Нека не прочита дека се киднапери, вели доколку мајка загуби бебе пингвин, таа киднапира бебе од друга мајка, потоа дека пингвините, најголем вид е царскиот пингвин и дека животниот век исто така зависи од нивниот вид. Така е, апсолутно си во права. Браво, Марко, што ме потсети за некој фан факт, ама тоа е навистина така. Ние имаме цела една колонија која си има имиња, кои јас и Маја сме ги дале според одредени нивни карактеристики, а можеби не потсеќаат на некои луѓе што ги познаваме. По физиономија, по карактер, така некако. Да. Па на шала знаеме да речеме, нели, за да просто им ги доближиме карактерите на пингвините до луѓето, велиме имаме и инфлуенсерка во бандата. Имаме една Лила која што е добра мајка, но многу сака да плива по базени и повеќе сака да е доле туку во гнездо. Нормално таа е Лила. Незиниот сопатник е Џонатан, тој па го одбира највисокото гнездо и секогаш се тепа за него. Да не ви ги редам и сите останати, имаме 13 и едно на пат да стане наша фамилија. Имаме последното, ни се вика Петко, заради тоа што беше 13-то и не бевме сигурни баш. Едното се вика Чија, токму со идеја да ги подсетиме децата и луѓето кога јадат чија, дека сепак таа не доаѓа од крива паланка, туку чијата патува пола земјина топка за да можете ви да ја изедете еве вака. Или имаме едно кое се вика Манго, заради тоа што така ни личеше како бебе, како топче беше како манго. И всушност вистина е тоа дека секој од нив е навистина различен карактер и навистина специфичен. Како мали џуџиња, ние со Маја знаеме да речеме кога ќе влеземе, кај се нашите џуџиња бе? И они буквално трчаат, нели, кај нас да се нахранат, за разлика да речеме од фламинга, така што не можам да го кажам тоа.
бидејќи за нив ако облечам нова блуза, тоа е како да влегол нов човек, немаат некој капацитет за да разберат одредени работи, но пингвините навистина се такви, знаат дури да се формираат истополови заедници, односно парови, и тоа е навистина така. Такви геј двојки кај пингвините се многу чести, особено заради тоа што кај нив, пак да речеме, таткото е многу по-добар или по-вреден или по-заштитнички настроен родител и многу често знаат веројатно да се здружат од една симбиоза, можеби болка, а тоа е да одгледаат вакви две мали хиени кои што јадат 1 тон риба додека растат, многу брзо растат, многу какаат во тој период и буквално родителите треба да се грижат за нивната нега. И сега затоа и нели рековме, потребна е човечка асистенција затоа што некогаш за да ги одмориме родителите, идејата на нас зоонегователите, на мене и на Маја, е да помогнеме на родителите за да асистираме и тие побрзо го поминат целиот тој период. Инаку да, денес бидејќи очекуваме од детскиот културен центар да направиме и ќе имаме 3 оделенија, направивме една табла на која што ги има повеќето од видовите. Денес ќе изложиме напред за да можат практично и луѓето да добијат една поубава слика за различен тип на пингвини или за оние најпопуларните. Тука всушност се филтрира целата вода, она која што е многу значајно за пингвините. Ова е целата една филтра станица, ќе ве прошетам за да видите кратко. Одлично. Добро, ова и магазин во исто време. Значи, целата вода се филтрира, се контролира квалитетот од овде и нормално тука е и рибата, која што всушност е ги за омекнување и сето тоа. Всушност имаме едно живеалиште кое што од друга страна пак и нели заштедува на вода, односно не ја користиме, иако ја искористуваме комплетно водата, ја филтрираме, па потоа ја враќаме во истиот простор. Еве имаме и другарки. Наблюдуваат. Посетители од Сабајле, рамната Сабајле, да. Да, што прават, убаво што не прошата, ти благодариме многу за тоа. Вистински убаво. Што прават утрово пингвините или, например, ако зборуваме ние во овој дел за нашите утрински ритуали, веројатно ти ги знаеш тие, ако може да кажем, утрински ритуали кои што си ги имаат животинчињата во зоолошката. Во конкретниот случај пингвините кога почнува денот, каков е нивниот биоритам, што е тоа кое што наутро се прави, ги има, ги нема, се потемпераментни, помирни, како се одвива денот? Всушност, секој од птиците си има свое гнездо. Ќе ги приметите оние пештери кои што се тука позади мене, да. Всушност тоа се нивните куќи. Секој од пингвините, секој од паровите си има своја куќа и точно си ја знае и одржува. Заедно со Маја, како што ќе приметите, садиме доста растенија, еве ги сите околу нас, се трудиме да го зазелениме просторот, но всушност лавандата е она што на нас ни е многу важно, односно на нив, заради тоа се истека. Сакам многу лаванда за да може да натачно на муабетот. Сакам многу лаванда за да може да мириса убаво, односно да ги брка комарците. Ова е Мици. Не знам дали ја гледате. Да. Тоа е нашата милечка. Абе, она се игра со пингвини цело време. Тоа ни е единствената веројатно мачка која што така знаат луѓе да речат, имате мачка кај пингвините и ние викаме, Мици е тоа, нема Мици е чуварот. Они се знаат и она ни е чувар. И лавандата всушност ги брка комарците, а комарците се оние кои што многу често ги носат оние болести или проблеми кај птиците, односно кај пингвините. Многу често во Европа од маларија, од нилска треска знаат да заболат и од одредени други болести. Пингвините па практично со лавандата си помагаме, а нив им правиме едно комфортно гнездо за да живеат. Додека збориш, вака гледајќи таа сценографија во позадина како да е хрома, толку убаво и живописно изгледа како да си сериозно во некој друг дел од светот. А ти вој одлично се покупуваш во тој амбиент, онага и таков енергетски како што треба. Да, оригинален и јас би прашала веќе кон крајот, мислам како се приближуваме кон крајот на овој наш интересен разговор, она кое што го спомена на почетокот се разбира нема да го завршиме негативно, но никако не можеме да ги изоставиме сите оние или предизвици со кои што еден подолг временски период се соочува зоолошката и ако зборуваме за вашата, да речеме, посветеност, професионалност и сите... И таа Мици. Мици. И Мици имаме во кадар. Како е прекрасна. Да, Боже мој, преубава е Мици. Да.
Може да кажеме блазесиви, затоа што Ја реков привилегија најдобра е, канцеларија привилегија е, тамо да се ужива токму со таа енергија, но колку може да влијае, очигледно не, ама вие си знаете најдобро, во однос на извршувањето на секојдневните работи, бидејќи за тебе во ние можеме да констатираме дека твојата работа е твоја љубов. Тоа ти го правиш со задоволство и љубов кон животните, веројатно и за твоите колеги, но колку таквите предизвици кои што се случуваат назад низ годините можат малку да ви извадат од колосек или така да не речем демотивираат. Знаеш како дури енергијата во текот на денот може да биде многу различна. Специфична е професијата и ако немате пасија за тоа, и ако немате љубов, сигурно нема природно да ви дојде од сабајле да чистите гомца кои потекнуваат од риба. Мислам, нема човек со таква страст, ама веројатно љубовта кон животните веројатно треба да ти направи да им угодиш на нив за да им биде убаво, но можам да речем дека не можам да го потврдам тоа за секој еден кој што ја работи оваа професија, слободно. Од друга страна, секој од нас како човек си има различна приказна и си носи различна енергија. Може би мојата или нашата на тие неколку луѓе емисија ќе биде да во следниот период не може да ги промениш луѓето, ама да пробаш да им влијаеш помалку да се променат. Во последниве месеци мислам дека и Македонија тоа го увиде. Се си мислевме дека градината или институцијата не следи некоја лоша карма, ама видовме дека и државата ја следи истата карма. И мислам дека ова треба да ни биде едно убаво школо за сите нас во периодов, дека пак ќе го спомнам оно што и на почетокот го реков, дел од нашите лоши навики да ги промениме, дел од нашите енергии да пробаме да ги контролираме барем во текот на денот. Најубав период во зоолошката е вака на сабајле, кога имате еве ги патки кои што гракаат по улица, од овде доаѓа една египетска гуска, ја слушам, кај сте, шо правите? Дојди ела на телевизија. Зашто е најдобар? Зашто е најдобар? Доаѓаат на доручек и еве мачката моја, и тоа е идеалниот период. После, веројатно е оној период кога се загадува институцијата со различни енергии. Да, за вас борев, ела. Сега се љутат за тоа што не им дадов јадење, си викаат овој седи со телефонот си грака. Си прави некој разговор таму, не занемарува. Така што, знаете како, пак ќе речам, имаме доста предизвици како држава, не само како институција. И веројатно мене некаков мотив ми е секогаш Станко Караман. Маја ќе рече, леле, аман со тој Станко Караман, ама кога тој човек во 926-та дошол овде на ова тло и рекол, јас ќе правам наука, ќе правам градина, јас ќе правам биологија, кој знае како му било него, нели, со тие опенци кои што тогаш газеле. Не многу е променето во последниве години приметивме, ама пак ќе речам, некако таа потреба на Скопје, нели, градот убав пак да никне, тоа истото би го рекол и за нашата институција. Преживеала земјотрес, преживеала поплави, војни. 100 години славиме, во 1926 е формирана, значи во 2026 ќе треба да прославиме 100 години. Тоа е голем юбилеј, тоа е веќе следна година. Ние сме единствената институција која е функционална така долго време. Пак ќе речам, веројатно доста предизвици, веројатно доста еволуција или промени мора да направиме, ама се надеваме на така една добра енергија за да го направиме заеднички сето тоа. Важно е да направиме и собствена, и индивидуална, и колективна метаморфоза, баш така некој растење еволутивно, процес како што ти многу добро тоа го сосредоточи. Мноштво од приказните сепак, откако сте ти на мај и така натаму последниве години влезени како луѓе кои што и ние лично ги познаваме, а и знаете дека имате доверба од граѓаните, бидејќи не може да излажеш енергијата и љубовта во очите која што ја поседувате. Направивте некаква рекалибрација или пак се почувствува тој, да речеме, нели, нов трансформативен процес во зоолошката? Ке има веројатно вакви состојби, циклони, торнада, кои што били шти вака, ајде метафорично кажано, ќе се доживуваат и во оваа институција, ама да се обидеме да ја негуваме. Тоа е благодарение на твојата љубов. Само уште на крај, дали овој 25-ти
април ќе има некакво одбележување, освен тоа што ги очекувате можеби оделенијата сега кои што ги спомна пред малку, во текот на целиот ден дали ќе се случи баш така славење на пингвините како Да, ќе бидат бидат во фокус како како раса. Во 10:30 часот ги очекуваме децата организирани од Детскиот културен центар Карпош. Со нив ќе направиме една мала, да речеме, некоја наша манифестација или прослава, каде децата ќе ни изрецитираат песни посветени на пингвините, ќе ни покажат некои цртежи кои што како домашно си ги направиле, чисто за да се подсетиме нели на видовите на пингвини, а јас ќе имам како некој мал киперсток или говор за токму за нив, односно деталите кои што нели можеби луѓето и некогаш и не ги читаат на таблите, но и оние фан фактс кои што децата највише ги интересираат, оние прашања кои што се секогаш кечи кога доаѓаат од деца. И веројатно ќе си имаме еден убав муабет од половина час со нив, со децата, и доволно е за да, пак речам, ги подсетиме луѓето дека сепак зоолошката треба да се грижи за вакви видови, иако тоа секогаш е контраверзно. Лајксум на Телма. Да, Прекрасно. и колегите веројатно таму веќе Прекрасен утрински размрдани, Војо како и секогаш оригинален, искрен, професионален и отворен да позборуваме на различни теми, меѓу другото денеска фокусот на светскиот ден на пингвините и твоето прекрасно друштво, значи сите она кое што можевме да го видиме во позадина и во кадар. Епа и тие сакаат да бидат во кадар, да. Сите се дојдоа. Да ги Мачка, да, патки. да се поздрават со нашите гледачи. Препознаваат енергија во ја. Драго ми беше што го споделивме моето утро и моите леле. Банда ми е крв, види, и мачка. Кралот пак е нике. Госки. Боже. Добро, имајте си го ваквото утро и вие. Посакувам секој да ужива во работата како веројатно јас и пара луѓе. Сакајте ги животните и почитувајте ги, а нам дајте ни шанса да ја оправиме работата. Убаво кажано е. Одлична порака и верувам дека нема кој не би требало да сите да ја сватиме, со оглед на тоа што навистина е важно да ја подигнеме и свеста и за однесувањето кога сме во зоолошка, но и за односот кон животните. Војо, ти благодариме. Многу љубов до тебе и до целата екипа. Друштво, сега со нели твоите пријатели, а подоцна и со децата кои што ќе дојдат во зоолошката градина. Се гледаме, се слушаме повторно. Се гледаме, се слушаме. Вој Иванов, нашиот зоонегувател и едукатор во Скопската зоолошка, ве очекува и денес. Мислам дека баш добро одвоивме време да ги одбележиме, нели? Па да, и самиот повод заслужува време и внимание, а Војо е секогаш одличен соговорник. Ете, мислам дека ова е показател за неговата љубов, а и не само пасијата, туку и колку вистински има познавање, така што појдете денеска и уживајте во една убава гледка, фамилиарна, можеби, во Скопската зоолошка. Така, додека зборувавме со Војо, така имавме и време да ни се одмрзне шумското овошје, кое што го ставивме на крајот од оваа насовешна каша со овесно млеко. Потем супер испадна. Да, малку какао и малку мед. И тоа е една убава, да речеме, или некој стандарден рецепт кој што многумина го практикуваат, а во кој што ние во утро ќе уживаме, верувам, со многумина од вас и вашите утрински ритуали.